Често младите ги решаваат своите проблеми со употреба на седативи и со освојување лоши навики, како пушење цигари или консумирање алкохол. Седативите, алкохолот и цигарите се најголемите пороци за тинеџерите, бидејќи со прекомерната употреба на истите носи голем ризик и негативни ефекти, предупредуваат психолозите. Горан Гогов, психолог, вели дека некои од младите знаат и да побараат помош од психолог и да разговараат за таквиот проблем. Но и дека според последните истражувања во нашата држава имаме доста зголемен тренд на користење на седативи и антидепресиви од страна на помладата популација. Сведоци сме дека младите често ги злоупотребуваат алкохолните супстанции, психоактивните супстанции, цигари и така натаму. Бараат помош за своите проблеми, разговараат со нас психолозите. Се надевам дека нема од каде да дојдат до користење на седативи, бидејќи без лекарски рецепт никој не би им дал. Ако се случува да се дрзнат кон тоа да украдат од своите родители, тогаш би било лошо за нив, како за нивното ментално здравје, така и за физичкото, бидејќи седативите имаат и негативни ефекти врз централниот нервен систем. Па вака, ако се навратиме на едно истражување од ЕСПАТ, организација од Европската унија, која што правеше во 2016 година, бројот на корисници и на злоупотреба на седативи, за разлика од другите европски држави, со кај нас младите, имаме тренд на зголемено користење на седативи, и што не е во добра насока за нашите млади луѓе. Но во последно време, во разговор со мои колеги кои што се, сметаме дека младите малку и го намалуваат тоа користење. Се надевам дека и така ќе продолжи и понатаму. Психологот Горан Гогов вели дека младите знаат да посегнат и кон земање на седативи и на своја рака, а тоа може да донесе до негативни ефекти врз нивното ментално и физичко здравје. Ако ги земаат младите седативите, негативните ефекти врз нивното физичко здравје и ментално здравје би биле кобни, како например тешкоти во спиењето, може да се случи да се доведат во депресија, која што е тешка за кога живеат тие под такво дејство. Може да се случи да се впуштат во некои анксиозни нарушувања, како што се анксиозното расстройство, панични напади да добиваат и така натаму. Тоа е многу лошо ако посегнуваат. Има некои случителни случаеви кога тие посегнуваат кон тоа да користат сами на своја рака. И лошо е бидејќи слушнавме за негативните ефекти врз нивното здравје. Живееме во време кога стресот доаѓа како нешто нормално. Тагата, меланхолијата и негативната енергија е постојано присутна околу нас. Во општеството, одењето на психолог за жал се уште е табу тема. Луѓето се срамат да одат на психолог. Некои не веруваат дека тоа може да им помогне, а некои едноставно се плашат од тоа што другите ќе кажат. Според Гогов, вистинско време за посета на психолог е секогаш кога ќе почувствуваме негативни промени во расположението, концентрацијата, толеранцијата или кога ќе почувствуваме дека од која било причина, но кое било поле функционалноста е намалена и сето тоа трае подолго од 3 недели.